Моментално сме во Сингелич. Имаме жител кој што деновиве, значи иако е петиот ден, се обидува да расчисти од поплавата, значи се што е останато. Господине, дали може да ни кажете дали имате или дали имате добиена до сега помош од некого за да расчистите и дали имате потреба никаква? Вака, значи иако петиот ден веќе на истеке, до сега немаме добиена никаква помош. Значи, од Сабајле помина војска со некој пара за вадење вода, меѓутоа ние вчера завршиме со вадење вода. Еве кој сами може да видите овдека, тоа се дел од купишта што остана од наши ствари. Значи, комшиите може да видите исто позади мене. Тоа се работи кои што ги изфрливме. Баравме контејнер од надлежните институции да донесат, за да може ги фрлиме да се носат. Они не обеќа, се надевам дека ќе добиеме најскоро време, иако петиот ден помина. Така да, еве само иницијативно со роднини, пријатели, еве доаѓаат луѓе добронамерници кои нас ни помагаат и ни носат вода, сендвичи и така натака, пошто викаат има некои центри, меѓутоа јас сум загледен до гушас во кал и вода, не можам да идам да чекам 5 сати или 2 сати или пола сати, за мене драгоцено време, куќата ми е значи поплавена цела, така да се снаоѓаме како што умееме. Дали имате потреба од помош од луѓе да дојдат да ви помагаат? Ситуацијата значи налага, уште сме у кал, улиците се калеви, ѓубрето дека почна да смрди, значи тоа е катастрофа. Заразни болести, значи ни требаат ракавици, чижми, средства за дезинфекција, за јадење се снаоѓаме, не е проблем. Меѓутоа, секој една добронамерна особа, ја мислам дека постои таква во Македонија, да помогне колку што може. И другото стано ние самите да си завршиме работа. Нормално. Ке ни треба помош и од владата и од надлежните институции, од општината. Се надевам дека во најскоро време ќе добиеме и барем од овие заразни болести да се спасиме колку што можеме, нели? Ви благодарам. Да, се надевам дека граѓаните веќе ќе барем тие кои што се во можност да ви помогнат. Вчера некои само иницијативно донесуваат некои средства за хигиена, меѓутоа верувате има тука луѓе кои што се болни, еве тука таа комшика е болна драк, со детенце гнуче непокретно, си помагаме едни на други, значи комшиски, така да верувам дека ќе имаат слухи надлежните да сега, јас знам дека е страшна ситуација, значи ова никој не го очекуваше, дека има луѓе може и позагрозени од нас и сето да, меѓутоа со една добра организација, мислам дека би требало сега, барем после петиот ден да почне да добиваме помосите. И да функционира. Така, и да функционира. Ја верувам дека функционира, тешко е за сите, меѓутоа ни треба малку поголема ангажираност, подобро организираност. Значи овдека никој до сега нема дојде. Не да дојде некој да ми кажува, него да донесат контејнери, значи да организираат работата, багери, да се изфрли. Ова е зараз, имаме дечиња тука. И за нас возрастите. Кажете ни... Пошто може да сетите, значи има реја која што е непријатна. Да, се осеќам, за мирисење, се чувствува. Штетата е штета. Значи, лично, не знам, најверојатно ќе... Дали каква помош ви понудија утре во војската? Војската помина со еден мотор за вадење вода и само за вадење вода и продолжи. Значи, тие беа четворица и после ни помина. Најверојатно тие што не се старешини, дали има потреба за вадење вода. Ние, тоа е пети ден, значи после пети ден доаѓа некој да праша дали има вода. Така да ние овдека генерално сите се снајдовме, се помагавме еден со друг, така да од тој аспект е завршен. Сега доаѓа дезинфекција, ова пријавшина некако да кажеме оствари кои до вчера си ги користевме, не беа во функција. Сега мораме на жалост да ги фрлиме, меѓутоа тоа е све бактериолошки загадено, со фекали, со све, така да мислам дека ако може утре да донесат контејнери, багери, ова све да се тргне, затоа што почна да мирисат, еве крана од фриждери што сме сврлеле, почнали да имат и да не кажам и бубачки и така да мислам дека пошелно у најскоро време, барам и овој дел, иако е да кажеме за разлика од другите помалку загрозен, и нас не треба помош. Ви благодарам многу. Се надевам дека ќе ве слушнат и граѓаните и државата. Сите има слух, меѓутоа ситуацијата е таква каква што е со сите. Се надевам дека ќе стигне помош и до нас. Ви благодарам. Благодарам и на вас.